Вести на Канал 8. Добар ден. Наскоро треба да започнат градежните работи за реконструкција на постојниот коловоз на делот патот од Кучани кон Пониква. Со парите што ги обезбеди Министерството за транспорт ќе се преасфалтираат најголемите оштетувања во должина од над 10 километри. Завршена е постапката за воведување во градежните работи што треба да ги реализира изведувачот за санирање на оштетувањата на дел од регионалниот патен правец од Кочани кон Пониква. Со проектот се предвидува да се преасфалтира коловозот во должина од 10,4 км и широчина од 6 метри. За оваа намена јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија обезбеди близу 87 милиони денари. Планирано е реконструкцијата да започне од правецот на планинскиот рекреативен центар Пониква кон Кочани. Кочани Пониква веќе е воведен во работа и тоа е пат, ако се сеќаваат граѓаните од Кочани, направен, не знам, пред 30 или 40 години, до сега не чепнат, ние веднаш го ставивме во приоритетните патишта и е ставен, воведен е во работа. Се надевам, согласно временските услови, дека ќе се успее да се заврши, но тоа што е започнато мора да се заврши. Патот кон Пониква е со вкупна должина од 21 км, а над 1/3 од коловозот е тешко оштетен и го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Со реконструкцијата на асфалтниот слој ќе им се овозможи полесен и побезбеден пристап на посетителите на спортско-рекреативниот центар. Освен коловозот, ќе се рехабилитира и постојниот, а ќе се обезбеди и дополнителен паркинг простор. До сега се правеше само привремено крпање на ударните дупки за да се подобри лошата состојба во која се наоѓа патот, но тоа битно не ја менуваше состојбата. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Китанов информираше дека се надминати и сите проблеми од техничка природа за експресниот пат од Три чешми кон Кочани. Овој патен правец, рече тој, ќе продолжи да се гради со поголем интензитет. Во моментот се реализира клучката што ќе го поврзува експресниот пат со автопатот кон Штип, а се продолжува и со земјените работи и пробивањето на делницата кон Жиганци. Во меѓувреме, од општина Кочани информираат дека започнаа градежните работи за поправка и рехабилитација на патниот правец Пониква-Кочани, кои се одвиваат на потегот од паркингот на Пониква и ќе продолжат надолу во должина од 10,4 км. На оваа делница е поставена соодветна патна сигнализација за работа на пат, а надлежните апелираат за внимателно движење и управување со возилата и почитување на сообраќајните правила и прописи. По околу 30 пожари месечно регистрира територијалната противпожарна единица на Кучани во последните 3 месеци од 2018 година. Поголем број од нив се пожари на отворен простор, што поради ветрот се опасни и за населението и околните куќи. Пожарникарите со апел да не се палат страништата, оти толеранцијата за неказнување ќе престане, а казните се високи. 99 пожари во последните 3 месеци или просечно по околу 30 пожари месечно регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани во текот на оваа 2018 година. На поголем дел од интервенциите станува збор за пожар на отворен простор. Во последниот период палење на страништа, информираат од територијалната противпожарна единица на Кочани, од каде ја апелираат за совесно однесување на земјоделците. За последните 3 месеци имаме извршено 99 интервенции од различен карактер или во просек по 30 на интервенции месечно. Од тука сакаме како противпожарна единица која покрива 3 општини да упатиме апел до сите граѓани да се воздржуваат од палење на страништа по земјоделските површини, бидејќи со самото палење се предизвикуваат штети на соседните ниви, од кои добар дел го немаат соберено својот род. Пред една недела од таков полски пожар изгоре еден помошен објект на наш граѓанин во атарот на село Теранци и дел од Лозов насад. Продолжуваме со заедничките акции со инспектори и полициски службеник на терен и ваквите или слични појави ќе бидат санкционирани согласно законот.
Затоа, од територијалната противпожарна единица апелираат на совесно и одговорно однесување од страна на земјоделците, посебно во општините Чешиново, Облешево и Зрновци, бидејќи Додова Паунов се уште ги толерираат земјоделците во однос на палењето стрништа само заради високите казни од околу 1500 евра, ако се затече лице да пали стрништа. Ако престане толеранцијата, вели Паунов, тогаш сите земјоделци кои палат ќе бидат казнети со високи казни. Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Виница распише јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Истиот ќе трае до 28 октомври 2018. Заради потикнување и изобразување на процесот на уредување на просторот, Општина Виница објавува јавен повик за доставување предлози за урбанистички планови од страна на правни и физички лица. Истите можат во текот на јавниот повик да достават иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови од членот 7 став 1.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план. Јавниот повик ќе биде објавен на информацијскиот систем e-урбанизам на веб страната на Општина Виница, како и во еден печатен медиум. Јавниот повик ќе трае од 28 септември 2018 до 28 октомври, односно 30 дена, сметано од датата на објавата во печатениот медиум. Литературен караван низ Кочанските основни училишта и средба со писатели за деца и млади организира Општина Кочани, со што се вклучува во одбележувањето на неделата на детето. Првата литературна средба се одржа во основното училиште Свети Кирил и Методи со писателот Горјан Петрески. По повод неделата на детето, а со цел да се афирмираат детските права и да се зголеми свесноста кај децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување и нивна активна вклученост во креирањето на културниот живот во заедницата, Општина Кочани одбележува со литературен караван низ Кочанските основни училишта. Првата средба се одржа во основното училиште Свети Кирил и Методи, каде што учениците имаа можност да разговараат со познати писатели, во случајот со писателот за деца и млади Горјан Петрески. Неделата на детето е еден убав повод секоја година да се престојува овде во Кочани. Кочани е навистина еден прекрасен град со прекрасна публика. Публиката почнува од децата. Еве овде во основното училиште Свети Кирил и Методи денес има една прекрасна средба со оние ученици од деленска настава, кои ме одушевија, ме изненадија со прашањата. Навистина има што да ме прашуваат, но јас се обидував да им одговорам со блиски одговори до нив. Ме повлекоа многу поинтересни прашања за нивната возраст. Кочани треба да се гордеа со оваа нова генерација што ќе дојде. Интернетот го направи своето, но интернетот и воопшто компјутерите па имаат некоја друга предност. Јас сум писател кој гостува на секаде по училиштата, нема училиште во Македонија, библиотека во која не сум влегол. Не сум јас од оние скептици кои мислат дека воопшто децата не читаат. Не е така, децата сепак читаат. Има многу од нив кои навистина умешно влегуваат во литературата, сега најпосле и ние како генерации сите не сме читале. Јас не сум од оние писатели што мислат дека тука е крај на книгата. Напротив, по известно време пак ќе се свртат кон книгата. Книгата е нешто што ќе трае, што ќе живее. Истата средба писателот ја реализираше и во основното училиште Никола Карев, а ваква активност е планирана на 5 октомври во 10 часот во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари и истиот ден во 12:30 во основното училиште Раде Кратовче и во 13:30 во основното училиште Малина Попиванова. Во рамките на одбележувањето планирана и промоција на романот Марта, втор дел од Горјан Петрески во јавната општинска установа Библиотека Искра на 4 октомври во 18 часот. Промотор професор Јованка Денкова и на 5 октомври на денот на учителот свечен прием на учениците од прво оделение во детската организација во салата на Центарот за култура Бели Мугри во 11:30.
Предавања за учениците од прво до трето оделение на тема правилна исхрана и спречување кариес организира Центарот за јавно здравје Кочани во соработка со основните училишта. Целта е навреме да се зачуваат забите здрави кај учениците и да конзумираат правилна исхрана. Центарот за јавно здравје Кочани во соработка со основните училишта започна едукативни предавања наменети за учениците од прво до трето оделение. Темата е орална хигиена и превенција од кариес на забите, како и правилна исхрана кај децата. Предавањата започнаа од основното училиште Никола Карев. Денес одржавме предавање на тема здрава исхрана и појава на кариес во детската возраст. Со ова предавање се опфатени учениците од прво до трето оделение во сите училишта во регионот. Целта на ова предавање е превентивно да действуваме со цел да укажеме на децата за правилниот начин на исхрана. Центарот за јавно здравје Кочани вакви предавања ќе одржи и во останатите училишта во Кочани и регионот, а паралелно организира предавања и за учениците од 7 до 9 оделение на тема алкохолизам и пушење со цел спречување на овие пороци кај младата популација. Домот на културата Тошо Арсов од Виница со изложби, концерти и работилници во рамките на програмата Нов културен бран. Манифестацијата е подржана од Министерството за култура на Република Македонија. Во насока на промоција на инструментот труба, Министерството за култура преку новиот културен бран дава подршка за реализација на програми со настап и промоција на млади дипломирани трубачи од државата. Во фоајето на Домот на културата Тошо Арсов Виница настави македонскиот квартет труби со композиции од Бранд, Реймонд, Норман, Джоплин, Верди, Гершвин. Пред виничани се представија четворица дипломирани трубачи од Факултетот за музичка уметност во Скопје: Бојан Митрески, Васко Рошков, магистер Гоце Цоневски и магистер Стојан Чекосовски. Во рамките на новиот културен бран во Виница се уште отворена изложбата на плакати на графичкиот дизајнер Маријана Иванова, а ќе следува уште еден концерт, како и работилница за деца во рамки на фестивалот In Vinica Veritas. Следува информацијата од спортот. Кошаркарите на баскет Дино во новата сезона ќе играат во втората кошаркарска лига на Македонија. Такво е решението што го донела Кошаркарската федерација, според кое наместо досегашните трети лиги ќе се формираат две втори во западниот и источниот регион. Кошаркарскиот клуб Баскет Дино во новата првенствена сезона наместо во третолигашко друштво ќе се надпреварува еден ранг повисоко во споредба со лани. Иако на крајот од претходното првенство кошаркарите од Кочани се најдоа на третото место на табелата и со само еден бод помалку од двете првопласирани екипи Спорт Тим од Неготино и Партизан Мултишпет од Скопје не влегува во втората лига, сега неправдата е исправена. Всушност, со решение на Кошаркарската федерација на Македонија, третите лиги се укинуваат, а од клубовите што се надпреварувале во нив ќе се формира проширена втора лига, односно досегашната ќе се подели на два региони, источен и западен. Со тоа ќе се исполнат очекувањата на младите кошаркари од Кочани кои очекуваа влез во второлигашко друштво. Ова беше оправдано со фактот што тимот на Карпош Соколи лани беше предпоследен во втората лига и во плей-аутот не обезбеди опстанок. Бидејќи скопјани веќе имаа своја екипа и во третата лига, беше отворено прашањето дали е можно две екипи со исто име да се надпреваруваат во иста лига. Со сегашното решение, дилемата е разрешена, а според информациите од Кошаркарската федерација, веќе се одржал работен состанок со раководствата на екипите што пријавиле учество во новите втори лиги. На состанокот се разгледувале прашања за начинот на организирање на надпреварите, пошто ќе следува и распоредот за новото првенство.
Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.